Интеркултура, интеркултура. Добре дојдевте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Мој денешен гостин, односно гостинка, е Никица Корубин, поранешен пратеник и интелектуалец, чиисто ставови предизвикуваат на некој начин контроверзи. Вие на еден скорашен настан изјавивте дека парламентот треба што побрзо да ги усвои уставните промени, односно да се воведат останатите неколку заедници во уставот. Но владата не ве послушува, бараат некакво одложување или одложено дејство и важност на станите. Како ги коментирате овие последни насоки на владата? Уставните измени треба да бидат изгласани вчера, според мене, нели метафорички кажано, не денес и веднаш. Од 2022 година Северна Македонија има јасна обврска, а тоа е преговарачката рамка донесена од страна на Советот на Европската Унија, одлуката на Советот на Европската Унија од 2023 година, повторена оваа 2024 година, со тоа што имаме нагласена позиција за почитување на договорот со Бугарија и Преспанскиот договор, а тоа е дека Северна Македонија ги отварањето го почнува ефективното преговарање по поглавија веднаш, без дополнителна политичка одлука на Европската Унија, штом се ја заврши единствената обврска, а тоа се уставните измени, односно внес на бугарите во преамбулата на Уставот и во останатите членови на Уставот. Тоа што не ја исполнуваме нашата обврска упорно веќе трета година, вие велите владата, јас ќе додадам парламентот, бидејќи задача е на парламентот да ги усогласи обврските, односно да ги исполни обврските на државата, според мене е само бегање од обврските и бегање од очигледната намера да не ги отпочнеме преговорите со Европската Унија. Зошто тоа, еве да наречам, да кажам, нашите политички елити не го сакаат, е прашање за секој од нас како граѓанин, односно за целото општество. Вчера и Институтот Жак Делор даде своја анализа на ситуацијата и своји препораки. Во таа смисла тие предлагаат да можеби и земјите како Холандија и Франција направат декларации во однос на идентитетот како што тоа го направи Германија и на тој начин да ја зголемат довербата од македонската влада и држава нели во процесот, во смисла дека нема да има понатамошни условувања или билатерализација на прашањата. Знаете што е апсурдно? Владата вели дека не сака билатерализација на ово или на било кој друг спор, а од друга страна активно го чека формирањето на бугарската влада, денеска се формираше бугарската влада за да влеземе во нова билатерализација. Со други зборови, идентитетското обележување, односно според мен индоктринирање на нешто што во суштина и нема идентитетски прашања на начин на кој што тоа го вели не само владата и не само овие политички партии, туку и многу други чинители во општеството е главниот проблем. Не може да биде македонско идентитетско прашање внесувањето на бугарите во преамбулата на Уставот, односно во Устав кој е во основа граѓански кај нас, со тие етнички елементи, каде што преку присуството во преамбулата и во другите членови всушност се остваруваат основни граѓански права. Оттаму ние треба да престанеме да си го преиспитуваме, односно да си го само преиспитуваме сопствениот идентитет, да имаме конечно поголема самодоверба кој сме и што сме и да не бараме признание и гаранции од другите за тоа што сме како македонци. А кога ќе заврши таја манипулација со идентитетот, која според мене е само параван за активно невлегување, не отпочнување на преговорите, многу поедноставни ќе бидат работите. Дали, например, погреши Европската Унија што преговарачката рамка стриктно инсистираше на ова прашање, еве да го наречеме идентитетско условно, а не на останатите проблеми кои што ги има македонското општество, владењето на правото, корупцијата, па дури циркуларната економија, намалувањето на употребата на фосилни горива, зелената агенда и така натаму.
Така е, наш суштинските и сложени прашања допрева не чекаат ни самиот преговарачки процес и тие секако ќе бидат предмет и на анализи, и на дебати, и на усогласување законски и на евентуални идни блокади од земји членки на Европската Унија, условот што го постави во преговарачката рамка Европската Унија е практично, знаете како, солидаризирање со своите членки. Ќе се солидаризира Европската Унија и со нас, со Северна Македонија, кога ќе станеме член на Европската Унија и ние треба изворно да се вратиме, како велат, да се вратиме на вредностите на Европската Унија, така вели претседателката и премиерот. Меѓутоа, дали тие изворни вредности на Европската Унија ги почитуваме внатре, во самата држава? Дали ние изворно сакаме да бидеме дел од свет во кој секако припаѓаме, бидејќи се повикуваме на идентитетски историски прашања, меѓутоа тие идентитетски историски прашања се поврзани и со таа култура кон која сакаме да одиме, или сакаме само од лукративни причини, со други зборови кажано, финансирајте, не ги сакаме вашите пари, меѓутоа не ги сакаме вашите правила, стандарди и вашето сваќање на што е тоа демократија и што е тоа граѓанско општество. Во таа смисла, една од препораките кои што нам ни се нели обврска е, меѓу другото, јасно стои и во разните комуникеа од Европската Унија и Прогрес репортот е да направиме посебен акцијски план за, например, за ЛГБТ како една од ранливите категории кои што се уште се соочуваат и со акутно насилство. На тој план немаме ништо, туку гледаме дури еден вид на повторен пораст на антиродовите и дискриминаторските политики, јавни одговор воопшто како еден вид на процес кој што се зајакнува. Тоа е затоа што ЛГБТ правата и родовите прашања ние не ги третираме како човеково право, туку како некакво си ексклузивно или не знам привилегирано право на одредена група на луѓе, да не кажам елитистичко право, така се перцепира од општеството. Жалосно е што општеството треба да има одговор на овие прашања, без разлика од тоа дали вие во моментот имате поконзервативна, да кажеме, политичка партија која е мнозинска во владата или во парламентот, или имате условно кажано полиберална, полевичарска, иако не секогаш кај нас формалното левичарство и формалниот либерализам, зборам за партиски, означува и суштински почитување и практикување на тие суштински вредности. Оно што е за мене загрижувачки не е само таа партократија, јас се не рекувам, тоа завладување, заробување на државата од страна на партијата, туку само цензурата во општеството која се јавува, каде што оние кои би требале да бидат гласни без разлика, а претпоставувам уште погласни кога имаме некои поконзервативни трендови, наеднаш, повторно ќе кажам, од некакви опортуни, лукративни причини замолчуваат. Како го оценувате влијанието на второто доаѓање на Трамп во мандат? Се сеќаваме на првото, кога група новинари му поставува прашање нели на Хојтли да почека уште малку со неговите барања за демократизација во земјата, бидејќи сега Трамп ќе дојде и нели ќе ги среди работите. Еве, премиерот ќе отиде на инаугурацијата кај Трамп. Дали тие сега очекуваат дека владењето на Трамп ќе им биде сојузник токму во неисполнувањето на овие демократски реформи или агендата за продлабочување на човековите права на разни целни групи? Па еве, например, да го земам како пример Преспанскиот договор. Ако се сеќават, Преспанскиот договор е потпишан за време на првиот мандат на Доналд Трамп, а со најновата одлука на администрацијата на Бајден, иако јас тоа ќе кажам на американската администрација генерално, уште еднаш се засили и се проектира не само врз политички фигури непочитувањето, тоа беше за цел Западен Балкан одлуката, во која е вклучена и Северна Македонија, не само за непочитувањето на Преспанскиот, туку и непочитувањето на Охридскиот договор и какви санкции, односно какво безбедносно прашање тие представуваат за Соединетите Американски држави. Мислам дека ние локално често пати не ја разбираме таа глобална позиција што ги имаат Соединетите Американски држави врз основа на нивните во однос на нивните интереси, како тие не перцепираат нас како држава, па оттаму не очекувам некакви драматични промени во однос на позицијата на Соединетите Американски држави кон Северна Македонија, во однос на практикување на демократија, во однос на практикување на владење на правото на човековите права и слично. Не очекувам промени, туку напротив, очекувам инсистирање на
и придржување кон и постигнатите договори и демократскиот процес. Дали го делите тоа мислење дека регионалниот фокус се поместува, коридорот 8 не е веќе толку битен, повеќе се инсистира на коридорот 10, се затоплуваат односите со Унгарија и Србија. Дали тоа влијае, да речеме, и на внатрешните интеретнички односи и интеркултурниот диалог, во смисла дали тоа го нарушува нашиот мозаик и балансите кои што ние ги имаме внатре во државата, бидејќи нели рамковниот договор не е само за македонците и албанците, туку и за помалубројните заедници, иако е многу битен и овој динамизам меѓу македонците и албанците. Токму така. Коридорот 8 и коридорот 10 ќе бидат завршени, затоа што тоа е и регионална и геостратешка позиција и на Европа, и на светот, ако сакате, и на НАТО. Тоа нема дилема и цела таа галама, јас би рекла, таа цела пропаганда во јавноста ќе ги зацкрие на некој начин ефективноста на тие на завршување на тие два коридора кои беа жестоко критикувани до пред неколку месеци од друга позиција. Меѓутоа интересно е што ова што велите за таа динамика на меѓуетничките тензии, односно меѓуетничките тензии, динамика на тие меѓуетнички односи внатре, генератори се во моментов исклучиво владеачките партии. Нема друг генератор со преиспитувањето и со укинувањето на одредбите од Охридскиот договор. Едно, значи на тоа политичко ниво, меѓутоа ви имате на едно друго ниво каде што ширењето на таков антагонизам и кон бугарите, и кон бугарската етничка заедница во Северна Македонија, меѓутоа и генерално кон Бугарија, па ако сакате и кон Грција, со одбивањето со години да се прифати уставното име на државата и со практично подхранување и охрабрување на луѓето да не си го почитуваат сопствениот устав, затоа што Северна Македонија е нашиот устав пред се, се е во функција на нарушување на тој меѓуетнички баланс. Близината политичката близина со Унгарија не е за изненадување, таа е на некој начин само продолжение од она што го имаше и владата, односно ВМРО ДПМН во време на владата на Никола Груевски, па тоа е можеби уште еден доказ дека и нема баш некаква си суштинска реформа на политичка партија која ист политички курс има и после пауза, да кажеме, од 7 години власт. Односите со Србија имаат сосема друга тежина, сосема друга сложеност и практично излегува дека ние од сите соседи, ако гледате од независноста до денес, успеавме и преку договори, ако сакат, и преку договорот со Бугари, преку Преспанскиот договор, и преку Охридскиот договор, да ги отвориме и на некој начин да ги затвараме темите, освен со Србија, што е исклучително важна порака на политичарите кон сопствените граѓани и за окружување на нашата независност. Додека ние не ги отвориме и затвориме отворените прашања со Србија, според мене нема да ја констатираме нашата независност на начин на кој треба да ја констатираме. Дали нашата академска заедница може да придонесе и како придонесува воопшто за подобрување демократизацијата на општеството? Иако јас не верувам, меѓутоа еве да кажеме дека е тоа искрен страв дека ние загрозен идентитетот на некој начин и од договорот со Бугарија, договорот со Грција. Па доколку е загрозен идентитетот во однос на историски прашања, тогаш целото вложување ќе беше во институтите за историја, во институтите за археологија, во заштитата на културното наследство. Ќе имавме од европски, од светски калибар научници, ќе праќавме научници на светски универзитети, ќе споревме, ќе пишувавме, ќе поставувавме тези. Ништо од тоа го нема. Доколку го нема ништо од тоа, тогаш прашањето е каква ние научна фела имаме, така какви ни институти имаме, какви ни институции имаме, ако сакате, што се занимаваат и што се дел од извршната условно кажано власт. Ние никогаш не се занимаваме на тоа ниво. Каков е квалитетот на нашите професори, каков е квалитетот на студиските програми? Дали тие учат или не учат од застарени, наследени програми или ги следат европските и светските текови или не? Знаете, и во едниот и во другиот договор, во однос еве да кажеме на идентитетските прашања, многу јасно стои. Историја базирана на факти. Со ваквото поведение ние практично покажуваме дека се плашиме од фактите. А зошто би се плашеле од фактите за нас самите, ако сме сигурни во нив и на крајот на криштата како мојот личен идентитет, вашиот личен идентитет,
било чиј личен идентитет ќе биде променет со било каков историски факт. Затоа е битно идентитетските прашања да се одвојат од она што се нарекува историја базирана на факти, а да научиме да живееме со фактите, односно да се соочиме со самите себе си и да не се плашиме од сликата што ќе видиме од таа страна. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на приликата. Intercultura, 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 intercultura.